Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со вестите на ВИС. Во пресрет на 19 мај, светскиот ден на семејните лекари. Гостин во студио имаме токму семеј лекар, со мене е доктор Маја Катранџијска, Џон Лога. Докторке, кажете ми, семејните лекари се присутни помеѓу нас, но меѓутоа населението и воопшто целата популација можеби и не се запознаени со вашата дејност и вашата работа. Конкретно, кажете ни, што всушност вие работите, иако не занемирувајќи го фактот дека луѓето сепак посетуваат семејни лекари? Така, значи семејната медицина е понова гранка на специјалност од примарната здравствена заштита. Тоа е специјализација за матични лекари. Ние го имаме холистичкиот пристап кон пациентот. Пациентот го третираме како едно психо-биосоцијално битие низ контекст на општеството и семејството. Значи, во центарот на вниманието на семејната медицина е една идеална комуникација меѓу пациентот и лекарот, земајќи предвид дека ние сепак најдобро се ги познаваме нашите пациенти. Сега 19 мај е светскиот ден на семејниот лекар. Земаме активности, земаме активности на терен за одбележување на денот на семејниот лекар. Земајќи предвид дека еден од поголемите проблеми на денешницата е значи депресијата. Некаде околу 500 милиони луѓе во светот боледуваат од депресија. Се уште постои проблемот со недоволната дијагностицираност, со стигмата кај пациентите со депресија. Значи, ние решивме да акцент на празнувањето на нашиот ден ставиме токму на менталното здравје на нашите пациенти. И токму и затоа ми беше и второто прашање околу депресијата. Депресијата е болеста на модерното време, нели, кое што и сама рековте, луѓето имаат некаква бариера кога треба самите пред себе се си признаат. Колку вие како семејни лекари ја препознавате, колку често ја препознавате и каде најмногу? Значи, депресијата точно е многу присутна, се поприсутна во нашите ординации. Ретко кога пациент ќе дојде да каже јас сум депресивен или имам депресија. Значи, пациентите многу често и самите не препознаваат дека имаат такво нарушување. Ние семејните лекари сме малку во предност пред другите колегите од другите специјалности, бидејќи ние добро ги познаваме нашите пациенти, имаме воспоставено поблизок однос со пациентите, тие имаат доверба во нас, ни се доверуваат. Значи, депресијата се јавува кога кај еден пациент ќе приметиме ние или самиот тој дека постои едно нарушено расположение, една состојба на тага во континуитет, една состојба кога пациентот не чувствува задоволство, не чувствува среќа од извршување на работите и врските кои што пред некое време му правеле задоволство и не е во состојба значи да ги извршува своите секојдневни активности во трајање барем од 2 недели. Исто така овде имаме друг спектар цел на нарушување во однос на апетитот, намален или зголемен апетит, нарушување на сонот, на концентрацијата, чувство на безвредност, на безволност, дури до мисли на самоповредување и во крајна линија самоубиство. Така, но меѓутоа депресијата се лекува и доколку се препознаат оние први симптоми кои што може да ни укажат дека веќе одиме во нагорна линија со дијагнозата, може и да се лекува. Апсолутно, депресијата се лекува, токму тоа е тенденцијата на популаризирањето на таа дијагноза и за одбележувањето на нашиот ден, денот на семејниот и на општиот лекар 19 мај. Е токму тоа да ги охрабриме пациентите да зборуваат за своите душевни тегоби, да ги охрабриме да ни се обратат, да ги препознаат симптомите, значи ние нашата задача ќе биде да им ги објасниме симптомите на депресија на пациентите, да ги охрабриме да зборуваат за нив, да им укажеме на важноста за раната дијагноза и на временото лекување на депресијата, бидејќи депресијата како и секое друго заболување си има своји стадиуми. Колку порано се започне лекувањето, толку поголем ефект ќе има и се разбира да им објасниме дека депресијата сепак е болест што бара подолго трајно лекување, минимум 6 месеци, ако не и со години. Овде нашата централна улога е да ги анимираме пациентите да размислуваат, да ги препознаат тие симптоми и да ни се обратат. Секако депресијата не е болест која што може да се третира само кај матичниот, кај семејниот лекар, значи за тоа ни треба цел еден тим од стручни луѓе, секако психијатри, во соработка со социјални работници, во соработка со семејството на пациентот, со неговото најблиско опкружување, значи неопходна е поддршка од семејството, од опкружувањето, доколку рано се дијагностицира, значи има многу големи шанси да биде пациентот излекуван. Така, и пред самиот крај би сакала да прашам онаа тенденција во светски рамки дека депресијата ги напаѓа
најчесто она популација од некоја си 18-та година до 40-та година. Каква е статистиката кај нас? Па да, исти се податоците и за нашата земја. Најверојатно начинот на живот си го прави своето. Значи, луѓето не контактираат со луѓе, децата не контактираат со деца. Значи, социализацијата, дружењето, искажување на емоции, покажување емпатија, се помалку е присутна и кај децата, и кај нас возрастните. Значи, сите тие помагала кои што не го помагаат животот, не го олеснуваат животот, всушност си носат своји модерни болести. И затоа јас би ги охрабрила моите пациенти да се дружат, да ги покажуваат своите емоции, да ја споделуваат тагата, да ја споделуваат и радоста. Само така ќе останеме ментално поздрави и навреме се разбира да побарат помош доколку нешто почувствуваат дека не е во ред. Така, го спомнавме уште на почетокот и во текот на разговорот 19 мај, што всушност ќе се случува на 19 мај? Значи на 19 мај ќе биде одбележен денот на светскиот ден на семејната медицина во повеќе ординации во нашиот град, се разбира и во целата земја, се вклучени специјалисти по семејна медицина и општи лекари од целата земја. Значи ќе ги информираме пациентите за симптомите на болеста, ќе ги охрабриме да зборуваат, меѓу другото ќе им помогнеме да пополнат прашалник за самопроценка на депресијата. Не само на 19 мај, туку целата недела ја посветуваме на тој настан. Имаме во амбулантите материјали, лифлети, постери. Можеби некој ќе се препознае некаде и ќе мотивираме некој да побара помош. Така, јас се надевам дека кампањата ќе биде и успешна и ќе допре што поблиску до целата популација. Ви благодарам уште еднаш и ви го честитам престојниот празник на семејните лекари, а ние продолжуваме понатаму со вестите.